Почитувани гледачи, започнува уште едно ново издание на спортскиот преглед на телевизија Мега. Во оваа емисија за почеток акцент ќе ставиме на изборот на спортист на годината на град Битола, а во продолжение ви ги сублимираме спортските случувања кои го одбележа изминатото денонокие. Останете со нас. Сојузот на спортови на град Битола синоќа ги избра и прогласи најдобрите спортисти и спортски екипи во овој град за 2014 и 2015 година. Двојно признание со најголем број гласови за спортист на годината беше избрана тројната светска првенка од Академијата за боречки вештини за НЕДО, Дијана Неделковска. Специјално признание за 40 години успешна тренерска работа му беше доделено на мајсторот за реално екидо седми дан, Јуро Илиќ. Дијана Неделковска од Академијата за боречки вештини за НЕДО, носител на титулата трократен светски шампион во екстремна самоодбрана во апсолутна категорија, синоќа на свечена церемонија од страна на Сојузот на спортови на град Битола е прогласена за најдобар спортист за 2014 и 2015 година. Неделковска претходно наградата најдобар спортист ја понесе и во 2013 година. По направените промени во раководните структури на Сојузот на спортови на град Битола, наградите ги доделуваше новоназначениот претседател, новинарот во пензија Димче Миновски. Специјална награда му беше доделена на мајсторот за реален ајкидо, седми дан, Јуро Илиќ, кој минатата година го прослави својот јубилеј 40 години тренерска работа. Традиционално Сојузот на спортови додели посебни признанија и благодарници за најуспешните ученици, ученички екипи, спортски педагози кои придонеле за развој на спортот во Битола. Го освоивте изборот на спортист на годината 2014-2015. Ајде да направиме на сублимација што значува сето тоа за вас. Искрено, јас да ви кажам, не очекував и бев премногу изненадена. Ова се должи на макотрпната работа, започнувајќи од моите 5 години, па се до ден денес. Поголемиот дел се должи на мојот татко, на нашата академија, нашите членови, кои ми помагаа макотрпно секој ден за да можам да го постигнам она што го сакам. Мојата желба, детски сон беше освојување на 3 светски злата и некаде да заврши мојата кариера, за да можам да се посветам максимално на академијата и на нашите членови. И тука официјално можам да го најавам завршетокот на мојата кариера и посветување на мојата академија. Јас сум веќе 45 години во боречките вештини, од кои 35 сум како тренер, значи не случајно ова сето. Јас во една прилика кажав и уште ще повторам, значи еден филозоф рекол дека оној кој што сака и знае и се труди, ќе успее и ќе најде начин за да успее. Меѓутоа, оној кој што не знае, тогаш ќе најде изговор за својот неуспех. Гледате, ние знаеме и наоѓаме начин како да успееме. Ви посакувам така и да е во иднина. Ви благодарам многу вас. Се надевам дека често се гледаме. Пак со дечината Дијана рече дека се повлекува, меѓутоа, знаете како спортист еднаш, спортист цел живот. Сега очекуваме награди во тренерските води. Секако. Благодарам. Кој ќе се вратам назад, 40 години поминаја многу брзо, меѓутоа кога ќе размислам какви се препреки, објективни и субјективни поминав, тогаш мислам дека тоа е многу долг период. Што се однесува до понатамошната работа, јас со моите соработници, членови и колеги продолжувам со работа и да ги оствариме зацртаните цели по нашите програми, клубски програми и програмата на Ајкидо Федерацијата на Македонија и Џудо Федерацијата на Македонија. За мене 2015 значеше многу проблематична сезона, пошто на полусезона ми откажа едниот мотор, не отпатував во Турција и морав да земам нов мотор. Успеав да земам со моја помош од Дина ТВ. Успеав да набавам нов мотор и успеам да стигнам до второпласиран Источна Европа, кој е многу тешко да изгубиш трка, камоли да се бориш за првото место на крајот. За мене беше многу тешка и малце сум разочаран што не успеав да сум прв на крајот на сезоната, ама се надевам дека ова сезона 2016 имам мала повреда сега моментално. Излегвам од повреда, влегвам во повреда, значи цело време сум со повредите, со што имам премногу тренинг. Се надевам дека за брзо ќе се опоравам и дека ова 2016 година ќе биде многу добра година, со добри резултати.
Меѓу најдобрите спортисти се најдоа и Христијан Илијовски од автомотоклубот Пелистер, Борче Костов од мотоклубот LTD Sports и Мартин Ивановски од стрелачкиот клуб Рек Битола. За најдобра екипа во 2014 година е прогласен Кунг-фу клубот Пелистер, додека за 2015 тоа признание го добија ракометарките на Пелистер.